Хирушките сали на клинички конечно ќе добијат кислород. Министерството за здравство одлучи дека поволна е понудата за инсталирање на нова компресорска станица на фирмата Винора Доел Скопје. Ова е единствената компанија што се пријави на вториот тендер за набавка, монтажа и пуштање во работа на системот за компримиран воздух, кој ќе ги снабдува сите клиники. По периодот на жалба ќе биде потпишан и договорот, информираат од Министерството за здравство. Рокот за инсталирање на новите пумпи за кислород е 4 месеци. Тоа значи дека на почетокот на 2025 година операционите сали ќе почнат нормално да функционираат. Проценетата вредност на набавката е над 18 милиони динари, односно 300.000 евра. Договорот ќе биде потпишан во наредниот период, согласно законските рокови. Инсталацијата и монтажата на опремата треба да се изврши во рок од 4 месеци, сметано од денот на склучување на договорот, согласно објавените услови во тендерската документација и објавениот оглас. Според Таравари, проблемот со операционите сали бил надминат со користењето на надворешни компресори и повеќето клиники добро функционирале. Инаку, целиот терет од долгото неработење на хирушките сали на клинички падна врз вработините на ГОП 8 септември и старата градска болница, кои ги одложија веќе планираните операции за да ги прифатат итните пациенти. Не само од Скопје, туку и од останатите градови од Македонија. Хаваријата со хирушките сали се случи пред 5 месеци, иако пред 3 години од заеднички служби било алармирано дека треба да се промени компресорската станица. Тогашниот министер за здравство Венко Филипче тоа не го сторил.